Со маска на лицето и кутија за донации за сестрата на починатата Тамара Теовна-Димовска помина протестот пред собрание. Демонстрантите собираа пари за операција на девојчето кој има срцева мана. Демонстрантите вечерва повторно побараа оставка од министерот за здравство Никола Тодоров. Демонстрантите велат дека се свесни оти со протестот нема да ја вратат малата Тамара и останатите жртви кои починаа поради проблеми во здравствениот систем, но се радеваат дека со ставката на министерот ќе спречат нови жртви. Доста беше веќе успесите на министерот за здравство да се мерат со пренапумпани тендери со човечки животи и изгубени судбини. Случајот на Тамара, случаите со родилките во Тетово Гевгелија, случајот во Ростуше и уште десетици, стотици други случаи се само еден од изразите на успехот на овој министер за здравство. Крајно време да ја свати реалноста и да си замине од позицијата. Тука некаде е и набавката на новата медицинска опрема. Да, се распишуваат многу тендери, се лицитираше со различни суми за нивната вкупна вредност, а набавувањето апарати во здравството остана пандан на спомениците во проектот Скопје 2014. Никој не знае колку точно чини и каде таа опрема се наоѓа. А кога сме ка апаратите, дел од таа опрема, за жал, се уште фаќа прашина. Овој човек, ово лице кое што ќе го памти македонската историја, јас би сакал да го запамти вака. Бидејќи овој човек има џон образ, овој човек нема лице. Да имаше лице, да имаше образ, ќе си дадеше оставка многу одамна. Немаше да не остави овој човек да седиме овде преку 340 дена да бараме оставка по смртта на Тамара. Оди си!